У името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме за важноста и значењето на домашната слава. Кај многу наши семејства постои убав верски обичај, а кој е длабоко поврзан со семејниот живот. Тој обичај е домашната слава. Што е домашна слава и од кога потекнува? Чинот или обредот на домашната слава е свечено прославување на еден од многобројните христијански светители, како и молитвен заштитник и покровител на семејството. Тој Божји угодник е застапник пред Бога за нас, бидејќи поради нашите гревови ние немаме смелост, па затоа ти, светителу, моли се за нас, бидејќи голема сила има молитвата на праведникот, запишал апостолот Јаков. Овој обичај потекнува од времето на покрстувањето на македонците во христијанската вера, а поинтензивно е застапен од времето на Свети Климент и Свети Наум Охридски. Така, при крштевањето во христијанската вера, македонците добивали христијански имења. Обично тоа биле имења на некој светител или го добивале името на светителот во кој ден се крстиле. Радоста за новокрстениот од храмот се пренесувала и во домот. Тоа не е ништо друго, туку продолжување на духовната радост. Со таква радост биле исполнети домовите на првите христијани, како што се вели во делата апостолски глава 16. Тогаш ги одведе горе во својата куќа, постави трпеза и се зарадува со целиот свој дом, зашто поверува во Бога. Домашната слава не е само подсетување на некое минато време, туку тоа е и пројавување на видлив духовен обред, на духовен верски обичај на нашата религиозност. Затоа незината суштина треба да се гледа исклучиво во областа на верата и нашата набожност во сферата на црквата. Според зборовите на светиот апостол Павле, секое христијанско семејство треба да се посматра како домашна црква, запишано во посланието до Филипјаните. Таа домашна црква остварена е во домашната слава, како што секој храм е посветен на одреден светител, така и секое христијанско семејство се става под закрила на одреден светител, на кого, како на свој молитвеник и застапник пред Бога, му се обраќаат членовите на семејството. Овој верски обичај се пренесува низ историјата од колено на колено па се до денес. Кога едно семејство треба да почне да слави? Често се поставува прашањето кога семејството треба да почне да слави. Одговорот е едноставен. Тогаш кога ќе се осамостои. Погрешно е мислењето дека наследникот не треба да слави додека му се живи родителите или дека домашната слава ја наследува постариот брат. Оти недопустиво е едно семејство да се лишува од благодатта Божја што ја донесува домашната слава. Домашната слава, како верски обичај, не треба да се прекинува ниту тогаш, ако семејството е во жалост. Често пати се случува млади семејства сакаат да си одредат своја домашна слава, кој обичај од порано или бил прекинат или пак немале во нивните предци во семејството. По тој случај, самите тие млади луѓе треба да си одредат свој светец, свој патрон и молитвеник. Доколку тоа не може да се одлучат, тогаш треба да отидат кај свештеникот во црква и заедно со него ќе одредат свој светител како патрон и за домашна слава. Како треба да се слави домашната слава? За славскиот обред
треба да се подготви следното: славска свеќа, варена пченица, славски леб или колач кој е замесен со специјално осветена вода, црвено вино и список на живите членови во семејството. Се друго што е дополнително подготвено за домашната слава, како храна или богати трпези, не е обавезно и е неопходно. И не е неопходно. Многу е важно да се знае, како што вели свети апостол Павле, да биде честно како дење, не во срамни гоштевки и пијанства, не во блуд и нечистотија, ниту пак во препирка и завист. Ако свештеникот обретот го извршува во домот, тој најпрво го кади лебот и сите во семејството, го благословува лебот, пченицата и виното, молејќи се Господа ја испрати неговата благодат на домот и на сите членови во семејството, притоа молејќи се за сите, иако можеби некои во тој момент се отсутни. Во молитвата за пченицата се вели дека се принесува за дар на Бога, а во чест на светителот кој се слави и во спомен на починатите сродници. За живите се моли за се она што ќе допринесе за нивно спасење, а и уживање во вечните добра Божји. Подигајќи го лебот, свештеникот се моли на Бога преку молитвите на светителот кој се слави, Господа ја прими оваа жртва на неговиот наднебесен жртвеник. Доколку семејството не е во можност лебот да го повика свештеникот за благословување на лебот, пченицата и виното во домот, тогаш треба да ги донесат во храмот, во црквата, и свештеникот таму ќе го изврши обредот. Со осветениот леб и пченица се послужуваат сите членови на семејството. Семејното собирање околу осветениот леб и пченица е посебна духовна радост за сите членови во семејството. Која е смислата на домашната слава? Во светото богослужение на православната црква се има свое значење и важност, па така и со домашната слава. Најпрво ќе кажеме, славската свеќа треба да биде направена од чист восок и представува наш најчист принос. Како што пчелата за да направи мед собира сок од разни цветови, така и нашата молитва треба да излегува од нашите чисти срца и чисти души. Како што светлината на свеќата го растерува мракот во просторијата, така и Христовата божествена наука да ја растерува темнината. Јас сум светлината на светот, вели Христос, и ние сме повикани да бидеме синови на светлината и синови на Божјата светлина на денот, а не на ноќта и на темнината. Запишал свети Јован во неговото Евангелие. Славската свеќа е символ на исполнување на желбите на оние кои слават да Божјата светлина го просветли нивниот разум, с христијанската љубов да се разгори во нивните души и срца, онака како што пламти светлината на славската свеќа. Славскиот леб ја представува жртвата што ја даваме како благодарност кон Бога, преку Исуса Христа и неговото страдење на крстот, а преку која жртва ние сме искупени од пропаста и ослободени од првородниот грев. Славската пченица, таа е символ на нашата благодарност кон Бога за дадените земни плодови. Пченицата е исто така спомен на светителот што го славиме, а кој според зборовите на Спасителот Христос како пченично зрно умира и донесува многукратен плод. Запишано во Евангелието според Јован. Оттаму ќе речеме, пченицата е символ на воскресението, се сее, никнува, но донесува нов клас. Така и ние луѓето, преку смртта се сееме за другиот живот во вечноста. Како символ на воскресението, пченицата се подготвува за секоја слава, без исклучок.
Најправилно е за славата да се употребува варена пченица, никако неварена или обична леблебија, како што прават некои. Имајќи го во обзир сето ова, пред нас се одвива голема тајна, чии духовни вредности во себе ја кријат смислата на славскиот обичај. Доживувањето и сваќањето на домашната слава сведочат дека нашиот народ многу добро ја сватил идејата на црквата како таинствена заедница со Бога и луѓето. Преку домашната слава се излива Божјата благодат, која ги зајакнува семејните и христијанските вредности, кои пак не се од овој свет. Тука е идејата за Царството небесно, кое, како што вели свети евангелист Лука, е внатре во вас, внатре во луѓето. Затоа во домашната слава не треба да се разбере како обичен обред, туку како мала домашна црква. Таквата семејна црква на видлив начин споена е во времето и местото, а невидливо со таинственото единство преку светителот кој што го славиме со Исуса Христа. Затоа свети апостол Павле за христијаните вели: вие сте царско свештенство. 1 Петрова глава. Гледано од смрт, од друга страна, домаќинот на вистина е служител на Бога, бидејќи својот дом и семејството ги става во служба на љубовта кон Бога. Како е денеска? За разлика од порано, денес живееме во поинакви услови. Современите текови го земаат својот данок. Денес е се потешко да се собере семејството на едно место, па затоа и интензитетот на домашната слава како да губи од својата вредност и знаење. Ова особено го зборуваме за нас во иселеништвото. Но, како и да е, постарите генерации треба да прават силни напори, домашната слава како израз на верата непрекидно да се одржува без разлика во каква состојба се наоѓа семејството. Славата на човекот верник му влева доверба, му дава снага, освежување и душевен мир, како и способност и волја да прави добро. Домашната слава од најрано време па до денес представува најважен фактор за освежување на верскиот живот во семејството. Дај Боже така и да остане. Амин.